Здраво, нема да го кажам моето интро. Здраво, момци, девојки и дечиња, туку ова ќе биде мислам дека прво и последно видео што ќе има вакво кај мене на канал. Зошто? Значи, наслов сигурно сте го прочитале на видеото. Вие мене можете да ме почитувате, ама не мора и да ме хейтате. Сега ќе ви обяснам целосната поента и темата на видеото. Јас на YouTube снимам од 2018, значи некои активно 2 години се занимавам со YouTube и за тие 2 години стасавме 245 сабскрајбери и 30.000 прегледи. Буквално не ќе да се бунам, захвален сум што имам колку толку подршка од вас, али некогаш се случува работата со мојот YouTube канал да излезе од контрола. Бидејќи на сите видеа, тоест не на сите, на поединечни видеа наоѓам хейт коментари што се доста редовни. На мене хейт коментар не може да ме заболи, туку може само да ме стави на мисла и да ме замисли некој хейт коментар. Сега, зошто насловот на ова видео е вие мене можете да ме почитувате, ама не мора и да ме хейтате. Сега ќе ви кажам зашто. Бидејќи на мојот YouTube канал претежно има доста хейт коментари, доста дислайкови, што самиот сум свесен дека треба некако како се викам, самиот ќе бидам свесен да се отарасам од таа омраза и од таа негатива што доаѓа кон мене со мојот YouTube канал, бидејќи на 5-6 мои видеа може да има онака десетина хейт коментари и едноставно немам како да ги забавам тие хейт коментари ако не направам вакво видео, бидејќи кај нас на YouTube сценава 99% сите гледаме на хейтерска страна, како сите вие што гледате видеа од нив што им се поклонувате, зборувам за тие популарни јутубери како KSI, Логан Пол, PewDiePie, Бака Прасе, Јанко, значи што чекате видеа секој ден од тие што ви набројав, оставате лајкови, сабскрајбери, коментари, а на мене ме хейтате. Браво. Генерално на мене хейт коментарите може да ме замислат, ама многу тешко може да ме повреди хейт коментар, бидејќи сите сме на хейтерска страна. Јас сум со YouTube сум созрен веќе 2 години и буквално многу е лошо што тие мали деца што ме гледаат, што не знам од кој добиваат поттик за да ме хейтат, ама нема везе. Значи, вие мене можете да ме почитувате, ама не мора да ме хейтате, бидејќи јас сум тука на оваа платформа за да ве насмеам, за да ве забавам, за да се изглупирам, да направам нека се да биде позитива газ, ама не може, братче. Зошто не може? Пошто некој решил, едноставното момче објавил видео, ај ќе го гледаме. Гледајте го, пријател, ама не морате онака константно да ме навредувате, бидејќи не е убаво за самите вас, бидејќи со цовки не е убаво во јавност, а и верувам дека е многу вулгарно, бидејќи сите коментари што сум ги добил се вулгарни, али ова видео ако не допре до тие што ме хейтат и ако продолжат понатака да ме хейтат, ќе има дислайки на хейтери, така да вие мене можете да ме почитувате, можете да ми гледате видеата, не ви забранувам, али ве замолам да не ме хейтате. Поштено ви кажам, пошто ти мене можеш да ме поштоиш, ама други ден ќе дојде што ќе гледаш видео од мене. Така да не знам што да ви кажам, едноставно згрозен сум од коментарите, згрозен сум од ситуацијата што YouTubeот ќе биде кај нас втората телевизија, ама мојот канал уште е почеток, уште се развива и доста добро поминуваат некои мои видеа, ама и доста лошо некад знае да се деси видео. Така да не знам, поздрав до тие хейтери, као например
ве поздравувам, слободно хейтайте ме, али знаете дека јас сум корак испред. Значи, тие што ме хейтат, јас сум секогаш чекор пред нив. И се надевам дека еден ден ќе дојде видео кај што вие ќе ми го кај што ќе ми ги лекнувате, кај што ќе ме поддржувате и тоа е тоа. Значи, немам понатак што да кажам, доволно си да се изјаснив, бидејќи едноставно не е убаво да се хейтаме, не е убаво луѓе. Пошто вулгарно не е убаво ни за мене, ни за вас, верувајте ми. Пошто YouTube како YouTube си е платформа. YouTube ти е шоу бизнес, а луѓето сакаат да гледаат шоу. Така да, тоа беше тоа за ова видео. Уште еднаш поздрав до хейтерите и бидејќи ние сме најака фамилија во Скопје, ај пошироко. Дај не почнам да вежбам. Тоа е што за ова видео. Сериозно. Ова видео е на вистина сериозно. До сега сум се зезал, сум правил пренкови ова, ама ова е 99% озбилна бураз. Така да, тоа е тоа. Се надевам дека ме разбравте, дека ви ја доловив вистинската гледка како јас се чувствувам кога ќе ме навредувате. Еве ви пример. На вас убаво ви е кога мене ме вреѓате, а не е убаво кога јас ве вреѓам вас. Ева братче, срце сте ми сломиле. Тоа е. Си кажете што ми лежи на душа и тоа е тоа. Пис, браво.